Замислете го следно сценарио. Лежите во кревет поголем дел од денот. Надвор врне дожд како никогаш досега. И се гледа дека нема наскоро да престане. Небото е толку темно што ви се чини дека и да ги запалите сите извори на светлина во вашиот дом, нема да го осветлите ниту малку. Но потоа сваќате дека единственото нешто што е потемно од небото е вашето расположение. Ова е една мала слика за она како се чувствуваат личностите кои што се во депресија. Овие личности не сакаат ниту да станат од кревет. Самото јадење, самиот разговор за нив представува измачување. Секојдневните обврски за нив се терет. Со тек на време, овие личности почнуваат да се оддалечуваат од другите. Почнуваат да се оддалечуваат од работите кои дотогаш им причинувале задоволство. Преголемиот терет од општеството, неуспехот на работа, сеќавањето на честите кавги помеѓу родителите, смрт на сакана личност, сеќавањата на не толку среќното детство и ред други работи можат да бидат тригер фактори кои што ќе доведат до депресивна состојба. Постојат и многу други причини за депресија: генетска предиспозиција, намалено лачење на невротрансмитери како што се допамин и серотонин, злоупотреба на било какви супстанции кои што може да доведат до зависност, неприфаќање на околината и слично. Сето ова кај депресивните личности води до лошо расположение, чувство на вина, чувство на страх, негативни мисли, премногу или премалку сон, но најчесто безнадежност. Доколку некој од вашите блиски каже дека не се чувствува добро и дека сваќа дека не е она што било по претходно, ние треба да ја помогнеме. Но како? Што да направиме? Како да не ја влашиме ситуацијата? Најпрво, треба да разговараме со неа. Треба да ја слушаме, а не само да ја слушаме. Постои разлика помеѓу слушување и слушање. Откако внимателно сме слушале, не треба да ја преоптоваруваме со совети или да кажуваме нешто како ајде бе, ништо не ти е, прибери се. На секому му се случува тоа. Кој не се карал со сопружникот, кој нема слушано кавги помеѓу родителите, ќе помине, за брзо ќе помине. Сето ова не помага воопшто. Ова прави тие да мислат дека не треба да превземат ништо, затоа што секому ова се случувало и почнуваат уште повеќе да се затвараат во себе. Наместо ова, ние треба да прифатиме дека постои проблем и да се трудиме да помогнеме. Треба да побараме помош од стручно лице, да укажеме на личност дека заслужува да се чувствува добро и дека треба да ги следи препораките од стручниот кадар. Често оние личности кои што се во депресија имаат самоубиствени мисли. Доколку ова го приметиме, треба ипно да побараме помош. Најважно од се е да ги следиме постапките на дадената личност. Лицата во депресија има една црна слика за се околу нив, општо за животот. Тие гледаат песимистички на работите околу нив. Затоа, ние сме тука оние кои што треба да бидат оптимисти. Според когнитивната теорија за депресија, големо влијание врз врз појавата на депресија има начинот на кој луѓето ги објаснуваат случувањата околу себе. Нашиот мозок се формира во склад со нашите искуства, во склад со нашето секојдневие. Добра вест е тука што може да го вежбаме нашиот мозок да се фокусира на природни работи. Ова помага во справувањето со депресивните личности, затоа што со ова сознание ние може да направиме некои действија кои ќе ни помогнат да ја подобриме ситуацијата. Тоа може да го направиме преку одење на кратки прошетки, укажување на природните убавини околу нас кои овие депресивни личности не ги гледаат. Сето ова помага во лечењето на ендорфинот и допаминот. Понатаму добро помага воведување на мали дневни цели, суредување на кревет можеби, поставување на маса за појадок, некои најобични мали работи кои што ние ги правиме секојдневно. Сето ова помага на личноста да не се чувствува несигурно и да не се чувствува непродуктивно за околината. Сепак, не треба да форсираме личноста на сите овие работи. Сето ова треба да оди постепено. Најважно од се е да не се оддалечуваме од депресивните личности, кога ќе сватиме дека терапијата не оди толку брзо. Потребна е медикаментозна антидепресивна терапија, психолошка терапија или комбинација од овие две.
Затоа, кога и да сме потребни, треба да сме тука и треба да сме спремни да ги слушаме депресивните болни и секогаш да им понудиме помош. Овие нешта се многу важни и можеби ќе се случи да се соочиме со ваква ситуација со нашите најблиски. Запомнете, не постои добра мајка, добар татко, добар колега, добар сопруг. Не постои добар син, ќерка. Не постои правило за тоа како да се живее животот. Престанете да пробувате да го направите вашиот живот совршен. Совршеност не постои. Вие одлучувате дали врз вас ќе влијае околината и како ќе влијае. Сиот тој труд за совршенство води кон голем стрес, а преголемиот стрес води до депресија. Вилијам Шекспир напиша: ништо не е само по себе добро или лошо. Нашето мислење го прави такво. Од нас зависи. Запомнете. Знајте дека не е доволно само да сакате да помогнете на некому, треба да се потрудите тоа да го направите.